Унгарија денеска донираше материјални, но и технички средства за поплавените подрачја во Скопскиот регион. Донирани се вреќи за спиење, кревети, лопати, маски, средства за дезинфекција, храна за бебиња и други неопходни средства за настраданите во поплавите. Ова е само дел. Од амбасадата на Унгарија најавуваат и втор контингент од околу 4 камиони кои треба да пристигнат наскоро. Најавија помош повеќе држави, 9 до 10 држави, од кои од 4 држави веќе практично е пристигната помошта и се транспортира и е внесена, е евидентирана во магазините на Дирекцијата за заштита и спасување. Ова е првиот дел што доаѓа од Националниот комитет за справување со несреќи и содржи многу материјално-технички средства. Ке имаме уште една донација од Министерството за надворешни работи и од локалната самоуправа од Пешта. И таа помош ќе биде наменета за општина Газибаба, затоа што има посебни врски со таа скопска општина. Таа помош ќе содржи конзервирана храна, течно за дезинфекција, бебешка храна и други продукти што се неопходни за настраданите. Помош пристига од повеќе страни од Европа и светот. Австрија е една од земјите членки која испрати помош од пола милион евра хуманитарна помош за настраданите. Помошта од Црна Гора изнесува 200.000 евра, идентично Италија испрати 200.000 евра. Желим да изразим дубоку жалост. Сакам да изразам длабоко жалење за природната катастрофа што ја зафати нашата пријателска Македонија. Штом дознавме за оваа голема катастрофа со голем број човечки жртви, се организиравме и начело со председателот на владата, господинот Ѓукановиќ, беше формиран тим кој работеше на тоа да им излеземе во пресрет на потребите на загрозеното население во Македонија. Како што веќе знае јавноста, владата на Црна Гора и главниот град Подгорица одвоија 100.000 евра парична и 100.000 евра хуманитарна помош. Потребите за кои ни јавија од Скопје, градоначалникот Коце Трајановски и неговиот тим, гледавме да им излеземе во пресрет најдобро што можеме со разни производи. Прехрамбени, јакни, чизми, лопати и се што им треба на луѓето на терен, за да ги решат што полесно своите животни услови по големото невреме што ги снајде и однесе голем број животи. Но хуманитарната помош за настраданите од поплавите секојдневно пристига од бизнис секторот, така и од Сојузот на стопанските комори. Дури 3000 компании членки на ова здружение активно се вклучени во хуманитарните акции. Дополнително многу градови, политички партии од Македонија, како и председателот на државата, веќе испратија своја како финансиска, така и солидарна поддршка. Голем број на општини веќе испратија хуманитарни пакети, а солидарноста и хуманоста пристигнува секој ден од страна на невладините организации и волонтери кои постојано им помагаат на погодените од поплавата.